Продолжува неизвестноста со политичката состојба во земјава. Граѓаните револтирани од можноста за воведување на албанската платформа на целата територија на Македонија, доколку мандатот биде доделен на СДСМ, во се поголем број се приклучуваат кон иницијативата за заедничка Македонија, упатувајќи јасни пораки за зачувување на унитарноста. Иструмичани се против воведувањето на албанската платформа. Тие сметаат дека Македонија е држава за сите кои живеат во неа и сите сме исти, па треба сложно да ја зачуваме и што е најважно да нема мешање од страна. Нека биде се најубаво за сите. Заедничка Македонија, да бидеме сложни, да бидеме задоволни со животот. А каков е вашиот став за албанската платформа? Не се согласам со нешто. Само ние да се бидеме сложни, Македонија да се бранаме, да се ја чуваме, сите заедно да се сложиме тоа. Абе, никој не го прави, кој го правајќи. Дома кој дава да му се меш? Никој не дава да му се меш дома. Он не може да се меш дома на у Македонија, не се гледа Албанија таму. Треба единство да си име, едно убаво разбиране, како младички вие да даде работа, да не ни бегат деца. Нека има единство за сите нас. За албанската не сакам да биде. Како што сме Македонија, македонци да сме и така да останеме. Состојбата ни е катастрофална, тешка е. Треба да го подобриме, да ги подобриме условите за живот во Македонија. А без разлика дали пријател е турчин или ако албанец, за него родна земја е тука. Сите треба да живееме заедно. Иначе делба не бива. Председателот Иванов и натаму останува на ставот изнесен во обраќањето до граѓаните на Република Македонија на 1 март 2017 година, во кој се вели дека пречките за определување на мандат за состав на влада се уште не се отстранети. Се додека сум председател на Република Македонија, нема да дадам мандат ниту на човек, ниту на партија што се залага или во својата програма има платформа за рушење на суверенитетот, територијалниот интегритет и самостојноста на Република Македонија. Бидејќи длабоко верувам дека ова се темелни вредности со кои никој нема право да тргува. И не мислам да отстапам од нив. Од ВМРО ДПМНЕ пак повторуваат дека најдобар излез од кризата е платформата да се стави на избори и граѓаните да одлучуваат. За жал, ниту СДСМ, ниту Зоран Заев не излегуваат со одбивање на тиранската платформа и подготвени се да предводат тиранска влада базирана на темели на платформа формирана во странска држава под диктат на странски премиер. Тие дури одат дотаму и велат дека ќе дебатираат по прашања кои се од национален и државен интерес, консултирајќи партиски експерти од потписниците на тиранската платформа, наведуваат од ВМРО ДПМНЕ. Од СДСМ пак ги повикуваат да ја поддржат програмата на новата влада на Република Македонија и работата на специјалното јавно обвинителство, да ја прифатат новата реалност дека се опозиција и да овозможат мирен трансфер на власта.